Во ред, да. Благодарам подпредседателе, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, почитуван представник на владата. Еве веќе трет ден дискутираме за ребалансот на буџетот и слушнавме повеќе дискусии со многу бројки, со различни погледи на тоа како е правена проекцијата за буџетот за 2022 година и зошто сме сега доведени во состојба да го разгледуваме ребалансот на истиот. Мојата дискусија ќе биде кратка и концизна, во интерес на тоа и останатите говорници да имаат можност да го дадат своето излагање, со тоа што ќе биде генерално во форма на неколку круцијални прашања и тоа токму кон представникот на владата, па затоа би замолил доколку може да се задржиме на она што ќе го продискутирам, чисто за да може и македонската јавност да добие информација во овие услови на економска и енергетска криза. Факт е дека претходните години поминавме низ светска пандемија и здравствена криза. Факт е дека во моментов се соочуваме со економска и енергетска криза. И тоа е еден од факторите заради кој што и се разгледува ребаланс на буџетот кој што беше планиран за 2022 година. Меѓутоа, главното прашање кое што денеска можеби би сакал да го продебатираме или разјасниме е каква е во моментов макроекономската, финансиската и монетарната стабилност во Република Македонија. Каква ни е состојбата со државните и стоковите резерви и дали постои опасност од евентуално девалвација на вредноста на нашата валута, односно на денарот. Сведоци сме дека на светските берзи има промена на вредноста на валутите на државите и затоа би сакал да добиеме одговор каква е макроекономската, финансиската и монетарната стабилност. Во експозето на министерот дискутираше и за расходната и приходната стапка во буџетот и генерално она што е планирано како буџетски дефицит навистина е загрижувачки затоа што дупката во буџетот расте. И неспорен факт е дека таа дупка би требала да се покрие со кредитни линии и еврообврзница. Меѓутоа, проблемот со кој што се соочуваме е следен. Република Македонија и во моментов нема некоја сјајна состојба со внатрешниот и надворешниот долг. Дополнително е планирано ново задолжување. Ако според оние податоци до кои што дојдов, надворешниот долг на државата изнесува некаде од прилика околу 7 милиарди, а новото задолжување е планирано на отприлика уште 1 милиарда, практично нашиот надворешен долг ќе дојде на вредност од 8 милиарди, што е навистина можеби бројка која што не би требала да биде занемарена. Дали и до кога можеме да живееме на кредит? Затоа што онаа спирала која што се врти го менува и кредитниот рейтинг на Република Македонија. Тоа задолжување и растењето на нивото на јавниот долг на крајот на денот ќе не доведе во една дискутабилна состојба каков ни е нашиот кредитен рейтинг пред оние институции кои што ги овозможуваат пристапноста кон тие кредити. Исто така, каква е планираната стапка на регулирање на обврските на владата кон внатрешните доверители, односно внатрешниот долг и неговото регулирање. Затоа што голем дел од фирмите имаат токму државата како должник. Растот на трошоците за живот и ценовните шокови. Каква е политиката за амортизирање на овие ценовни шокови? Доколку имаме фокус на развојната компонента во ребалансот на буџетот? Дали навистина ќе успееме да ги постигнеме оние бројки кои што се проектирани од страна на владата, односно дали ќе го постигнеме очекуваниот економски раст и дали ќе успееме да ја намалиме стапката на инфлација. Претходните години, доколку грешам, коригирајте ме, меѓутоа податоците до кои што дојдов е вредноста на инфлацијата од прилика се движела некаде плюс-минус околу 10%. Сегашните податоци се дека е некаде од прилика околу 14,5%, а проекцијата е дека ќе ја намалиме на 7% или 7,2%. Постои ли навистина реална можност во второто полугодие од 2022 година навистина да ги постигнеме овие резултати? И можеби уште побитно, дали постои план и проекција за периодот кој што ни следува и за периодот на следната буџетска година? Ниту економската, ниту енергетската криза не се на повидок да бидат разрешени. Дополнително, нешто кое што не се дискутира многу, меѓутоа е актуелно, постои можност за пораст на бројките на нови пациенти кои што се заразени со COVID. Дали е предвидено
нешто во смисла на санирање на евентуална нова појава на здравствена криза. Значи, сето ова треба да се земе во предвид, затоа што нашата економија е кревка и доколку не ги предвидиме сите овие можни, дополнителни и економски, и енергетски, и здравствени предизвици, можеме да се најдеме во онаа спирала која што ќе ни овозможи точно да зимаме кредити, еврообврзници. Но до кога? Живеевме во една држава која што 50 години живееше на кредит. Видовме како заврши таа држава. Не можеме да ги регулираме нашите обврски само преку средства кои што ќе ги добиеме од кредитни линии. Ние во континуитет, зборувам за сите влади, имаме буџетски дефицит. Постои ли некаква реална шанса овој буџетски дефицит да се намалува? Да, факт е, кризата ги погодува и поголемите држави. Може би и стапката на инфлација, имаше некои говорници кажаа дека е поголема од кај нас. Меѓутоа, тоа се држави кои што имаат девизни резерви и економија која што може да се носи со таква стапка на инфлација. Тоа се држави кои што немаат волку висок надворешен долг. Значи, тоа се држави кои што имаат стабилни економии. Каква е ситуацијата реално во моментов кај нас? Верувам дека е загрижувачка и верувам дека веројатно до крајот на годината ќе има потреба од уште еден дополнителен ребаланс на буџетот. Но сето тоа треба да биде во насока да се покрива овој дефицит и таа буџетска дупка. Затоа што ако ние правиме ребаланс на буџетот, проектираните финансиски средства растат, а не добиваме краен ефект на пополнување на дупката во буџетот, тогаш само ќе тонеме во онаа спирала која што ќе не влече надолу и не сме постигнале ништо. Зошто можеби фокусот не се стави на оној дел од економијата кој што се нарекува сива економија? Точно е, приходите од данокот на додадена вредност се зголемени. Приходите на една држава реално се внатрешни и надворешни, надворешните се од извоз, но извозот кај нас не е на некое завидно ниво. Да, во моментов имаме можеби приходи од данокот на додадена вредност, меѓутоа тие приходи се токму поради тоа што имаме раст на цените. Треба да се фокусираме на онаа третина од приходите кои што се околу 30% кои што не се оданочени. Тоа ќе влијае на пополнување на дупката во буџетот и на тој начин можеби ќе успееме да поминеме многу полесно преку сета оваа криза во која што се наоѓаме, затоа што ја чувствуваме сите. Верувајте, цените и на енергенсите, цените и на горивата, цените на прехранбените продукти, па тие не се различни за различни луѓе. Идентични се без оглед на верска припадност, без оглед на политичка припадност. Тие се исти за сите нас. И на тој начин и оваа инфлација и дупката во буџетот подеднакво не погодува сите. Кога се задолжуваме сите. Тој долг останува на секој од нас поединечно да треба да се враќа. Така да можеби мислам дека доколку се фокусираме на сивата економија и доколку развојната компонента на буџетот се фокусира на поголема реализација на капиталните инвестиции, веројатно би можеле полесно да го пребродиме овој период. Исто така, околу состојбата со девизните и стоковите резерви. Можеби и некој од претходните дискутанти напомена. Ако знаеме дека нема на повидок прекен ниту на економската, ниту на енергетската криза, дали можеби главниот фокус на овие стокови резерви треба да биде токму на енергенсите? Затоа што така ќе успееме да ги пребродиме и поголемите ценовни шокови кои што се во овој сегмент. Верувајте, цената не се разликува кај нас многу од оние земји кои што имаат многу поголем стандард од кај нас. И на тој начин шокот на нашите граѓани е многу поголем за разлика од граѓаните на земјите каде што цената на бензинот е иста, некаде дури и поевтина, а од друга страна, оние приходи кои што ги имаат нашите граѓани и граѓаните на тие држави се некомпатибилни. Овде би завршил, токму во интерес на дискусија на овие неколку кратки прашања и простор за останатите дискутанти. Благодарам.